Благодарам. Почитувана јавност, во овој момент можевте да видите како еден председател на влада безусловно лаже и ќе откријам еден нов скандал за јавноста. Имено во предлог на законот, затоа и го прашав Ковачевски да ми каже какви последици ќе има, не ми одговори. Ковачевски, односно ние кои што го предложиле законот, кој што Артан Груби вели дека самите пратеници им текнало да го предложат, се додава нов став 2 кој гласи: за изградба на објекти, односно инфраструктура од стратешки интерес, а за реализација на проект за капитални инвестиции од стратешко национално значење на Република Македонија, внимавајте, на стратешкиот партнер ќе му се даде во владение експропријаниот имот веднаш што му одлуката за експропријација стане конечна, без потреба истата да стане правосилна. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, на седница одржана на 26 мај 2010 година, Уставниот суд има донесена одлука, еве, каде што под еднакво иста ваква одредба ја има укинато. И тоа вика вака: согласно член 8, став 1, алинеја 6 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на Уставниот поредок на Република Македонија е правната заштита на сопственоста. Односно, Уставниот суд кажува вака: оспорената одредба дава можност за преминување на сопственоста кај корисникот на експропријацијата пред донесениот поединечен акт да ја помине фазата на судска заштита. Односно, пред да биде оценета неговата законитост и истото да стане правосилно, од каде ваквата определба на законодавецот според судот не представува, повторувам, не представува доволна гаранција за заштита на сопственоста и устварување на праведниот надомест за експропријацијата и за надоместот од истата. Исто така, судот не може да најде уставно оправдана и рационална потреба за преминувањето на владението на недвижноста од поранешниот собственик кај корисникот на недвижноста во фаза кога органот која спроведува постапката донел одлука само по однос на оправданоста на предлогот за експропријација, но законитоста на таквата негова одлука се уште не е потврдена од повисок орган и кога се уште постои правна можност за утврдување на неоснованост на предлогот на експропријација од друга страна на повисок орган или на надлежниот суд. Што кажува дека законот за експропријација, исто како законот за работни односи, е пуштен во собраниска процедура и превземени се обврски за кои што Република Македонија ќе плати пенали, а е неуставен. Еве ја одлуката на Уставниот суд. Клучното прашање кое што се поставува е зошто овие луѓе превзеле обврски за кои што државата ќе треба да плати пенали, а знаеле дека овие закони се донесени противуставни. Почитувам председател на влада, еве ви е одлуката тука за да знаете како доносите закони неуставни само за да некој земе провизија, а да ви ги дадат тие пари на вас. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни